Добро вечер, вице-премиера Николовски. Ви благодарам што го прифативте ова новогодишно интервју на телевизија Алфа. Благодарам на поканата и поздрав на сите што не гледат. На самиот влез од новата 2026, што сметате дека е најголем успех како втор човек во владата за владата изминатава година, а што ваш личен успех? Мислам дека ова беше успешна година. Владата реализираше најголем дел од програмата, од она што го ветивме пред граѓаните. Параметрите тоа го покажуваат. Ти има како ќе четвртиот квартал, но веќе во третиот квартал е јасно. Има раст на економијата од 3,8%, што е далеко повисоко од бројни години ако гледате наназад. Градежништвото, она што е дел од секторот кој што јас го водам, порасна со 21%, нешто што е вака историски највисоко во историја на државата. Никогаш градежништвото не отишло толку високо. Така што тоа би бил едниот сегмент кој што е во делот на реализација на програмата. Во делот на политики мислам дека обстанавме на нашите цврсти заложби кои што и ги ветувавме на минатогодишните избори и еве ги реализираме. Тоа е дека има цврста одбрана на македонските национални интереси, нешто што го направивме, така што ова се двата сегменти кои што мислам дека се најзначајни. На личен план? Добра година. Така. Да. Кој или што трпи најмногу додека сте во служба на државата, бидејќи знам од други извори новинарски дека сте вркохолик практично и дека многу малку време успевате да поминете во денот дома, бидејќи сте тука канцеларија, терен и така натаму. Кој најмногу трпи? Видете, тоа е нешто на што сме се нафатиле. Јас многу не се обидувам да експлоатирам дека сега многу работиме и така натака. Тоа е дел од она на што сме се нафатиле, затоа во суштина и политичките функции не се трајни, туку се со мандат. Вие не можете да очекувате дека во текот на целиот живот имате темпо од 16 до 17 работни часа. Кај мене генерално е така. Денот започнува некаде помеѓу 7 и 8 часот наутро и завршува некаде помеѓу полноќ и 1 часот и најголем дел е работа. Знам дека на луѓето ова може би им звучи и неверојатно. Знам дека многу мислат дека не е така, затоа што ние не можеме во живо да се пренесуваме 16 часа што правиме. Но јас за да дојдам на ова интервју во 40 на 50 минути да кажам што сме сработиле, тоа се часови, денови, недели, месеци, години работа за да може да извадите продукт. Така што тоа е темпото. Се обидувам еден ден во неделата да не работам. Најчесто тоа е сабота. Неделата ми е потребна за веќе понеделник да функционираме добро. Не секогаш успевам саботата да не е работна, но и кога работам во сабота гледам да е полимитирано, а останатите 6 дена ова е темпото. И тоа е тоа, сум се нафатил, но ќе го терам. Одиме сега на овие по-формалниот дел на прашања. Иначе ви го разбрав прашањето, но предпоставам забележала јавноста, ја не сум кратко во јавен живот. Избегнувам да зборувам за приватни работи, за семејство и така натака. Мислам дека тоа е нешто што е дел од приватниот живот и не се обидувам од тоа да правам нити политика, нити поени во јавност, нити рейтинг да кревам. Не мислам дека е паметно да приватниот живот е начин на кој што нас би не гледала јавност. Ние сме овдека избрани за да испорачуваме она што сме се заложиле. Секако не се може да биде испорачено, но најголем дел. И не мислам дека некој треба да ја ценет врз основа на тоа како изгледа, каква гардероба носи, да, не знам, ги слика блиските и ги представува во јавност. Не мислам дека е тоа начинот на кој што треба да се води политика, иако и во светски рамки тоа се прави многу често. Да не речем секогаш, нема посериозен политичар во западнава цивилизација кој што тоа не го прави, но еве јас сум одбрал еден друг стил каде што скоро и да не комуницирам со јавноста во однос на приватниот живот, затоа и скоро и ништо не се знае за тоа што е приватен живот и ќе се обидам така и да остане. И тоа е за почит и за поздравувања, како и да е, сепак сте државни службеници. Кога сме кај службата на државата, неколку дена пред новава година, ќе речете на тема пошти, целта е да се заштити државниот капитал и да се издигне пошта на Македонија на поквалитетно ниво. Како ќе се направи ова, вице-премиер? Пошта, лани кога бевме избрани, беше во најтешка состојба. Значи имавме проблем со исплата на плата, целосно девастирана, запоставена. Знаете дека претходната влада на СДСМ и ДУИ сакаше да ја продаде и веројатно затоа таква беше состојбата, па
двајца генерални секретари или се осудени или се под истрага за тоа што го правиле поврзано со пошта, така што тоа беше така една комплицирана ситуација. Голем предизвик и јас и тоаш кажав дека додека јас сум овдека нема да се испуштаат луѓе од работа и никој не е испуштен од работа. Иако имаше бројни барања, дури и сугестија на Европската унија во делот на планот за раст, да рационализираме до 15% во рамки на пошта од трошоците и се знае како се рационализира најлесно. Ќе испуштите 15% или 20% од вработените и ќе намалите, но ја реков дека ќе стигнеме до 15% рационализација, рокот е 27 година, но на друг начин, дека ќе го подобриме работењето и на тој начин ќе намалиме трошоците, ќе зголемиме профитабилноста и дека така ќе се избалансираме не со отпуштање луѓе од работа и не отпуштивме никого. Плата се зема редовно, месец за месец, даноци плаќаат К15 и така натака и дополнително се влегуваме во еден план на реструктурирање. Мислам дека е некоректно да приватните пошти го собираат кајмакот. Така е, се слушам. Да работат само во неколку поголеми градови во државата, а да пошта го носи целиот товар на себе и за тоа најдобро говорат параметрите, веќе ви кажам. Од целокупниот пазар пошта покрива 75%, приватните пошти покриваат 25%. Но кога ќе ги видите приходите, значи не зборам добивката, приходите, значи она што влегува како средства во едните и во другите, со 75% од пазарот, пошта има приход од некаде 11 милиони евра, плюс минус, додека приватните пошти со 25% од пазарот има некаде околу 18 милиони евра. Да, баш кајмакот го собира. Што значи дека со четврт од пазарот имаат 18, овие со 3/4 од пазарот имаат 11. Но беше и реакција на синдикатот, впрочем, да, така што. И јасно е тоа зашто е така, затоа што пратките поголеми, трговијата и така натака оди кај приватните пошти, тие се тие кои што тоа го земаат. И мора тоа да го коригираме, ќе донираме 100 комби возила, од кои што 90 помали, пикап варијанта 10 поголеми, ќе промовираме тоа во тек на месец јануари. Понатака тука е софтвер, сортирки, се обидуваме да ја ставиме пошта навистина во една добра позиција и спремаме и одредени законски измени кои што дополнително ќе помогнат на компанијата да расте. На инфраструктурен план во смисла сообраќајната инфраструктура, граѓаните сведочат, јавноста е задоволна тоа како прво се одвива Кичево, Охрид и целата таа голгота околу тој автопат. Тоа е следното прашање. Задоволството е голямо на тема градскиот воз па и брзата пруга. Средината некаде на октомври премиерот ќе рече дека има интерес од страна на банките за финансирање на брзата пруга и дека на есен следнава година се очекува да почне реализацијата. Вие детализирате, односно нагласувате дека делови од брзата пруга што ќе почне да се гради би се користеле во 2028. Нешто ново на оваа тема имате ли да споделите? Сега ние го работиме најзначајниот дел кој што не е видлив за граѓаните, но е најзначаен кога се работат големи инфраструктурни проекти, а тоа е добро планирање. Сега ние работиме подготовката и планирањето. Кога ќе направите добро планирање, тоаш проектот, колку и да е комплициран, оди брзо и оди во рок. Кога нема да го направите тоа, тоаш ви се случува да проектот оди споро и да тешко се решава. И имаме ние случај во држава, тоа е Охрид Кичево, кој што за жал еве 11,5 години откако е почнат. Имаме и добар пример, на пример Демир Капија Смоквица е завршен и Скопје Штип, двата автопати, се завршени пред рокот затоа што се направило добро планирање, затоа што тоа е основата на секој проект. И ние почнавме веќе од оваа есен, некаде од октомври, ноември месец, да работиме планирање заедно со нашите пријатели од Велика Британија. Очекувам до лето да завршиме комплетно се и веќе првите багери после тоа да ги видиме на терен и 5 години откако ќе почнат да работат, да се заврши, што значи ние ветивме дека во 2031 година проектот брза пруга од граница северна до граница јужна ќе биде завршен, 2031 година ќе биде завршен. Имајте предвид дека пругата ќе е двоколосечна, дупла. Едната линија веќе во 2028 година ќе е функционална и ќе ја пуштиме во функција. Рековте дека најтешкиот дел од автопатот Охрид Кичево се решава со изградба на 14 галерии, што е практично
начин кој првпат се изведува не само во Македонија, туку и во регионот. Любопитноста на јавноста е што ова значи. Вака попластично да ги објасните галериите и како се решаваат косините. Тоа е најтешкиот дел од автопатот. Се работи во планина, буквално во планина. Целокупната траса е планинска траса. Доста комплицирана, со земјиште кое што за жал се движи цело време. Има тој дел од државата е земјиште кое што е хетерогено, не е хомогено, земјиште кое што има многу вода и заради тоа тешко се стабилизира, односно не може да се направи стабилизација на теренот или таа е комплицирана. Тоа е едниот проблем. Вториот проблем е што се работи за надморски височини од 900, 1100, 1200 метри за чисто за граѓаните. Маврово скијачкиот центар е на 1200 метри надморска височина, само да имаме споредба за што зборуваме. И единствениот начин да тоа се реши е со овој иновативен метод кој што го воведовме со изработка на галерии за стабилизација на земјиштето. Има два типа на проекти. Едниот тип на проекти се галерии кои што условно кажано ќе бидат видливи, она што го презентиравме. А вториот тип е стабилизација на земјиште кој што главно се работи околу селото Ботун, кое што ќе оди со внатрешна стабилизација на земјиштето, значи ќе се влегува внатре во земјата со досега се користеле шипови, овие се нови специфични методи кои што ќе се користат по 12 до 16 метри ќе се влегува во земјата. Да, вака исто да имат граѓаните слика на зграда од 4 ката е 15,5 метри. Значи ќе одиме со згради од над 4 ката кои што ќе влегуваат долу во земјата. И тоа е начинот на кој што може да се реши проблемот. Тоа е направено и дизајнирано главно од македонски експерти, сум навистина горд на таа работа, дека имаме ние кадар што можева да го направи, а се изведува главно од македонски компании, што значи дека имаме и компании што можат да го изведат. Тоа што никој тоа претходно не го работел е друго прашање, реков кој ќе завршиме проектот, ќе излезам со сите детали, сега треба да го завршиме. И е инженерски потфат кој што е уникатен за целиот регион. Скоро до Словенија да не можете да видите галерија, има една кратка во Грделичка клисура, има 3-4 на автопатот кој што Грција го изгради кон пристаништето Игуменица, но 14 во серија нема видено никој во регионот. Многу оптимистички и ви благодарам што ја споделивте информацијата дека сепак македонски експерти го прават целиот тој проект. Тоа е прилично им значи на граѓаните во секој случај, исто колку што ќе им значи ова што го споменавте. Рековте кога ќе заврши целиот проект ќе ги извадите деталите, но јавноста сака и одговорност, некој конечно да одговара за толку долго време да го влекување, трошоци, народни пари, излеани. Тока сега ако мислите на кривична одговорност, не оди тоа така во градежништвото. Ние може да бркаме вештарки, имаше обид нели во минатото, токму и за овој проект па немаше никаква судска разрешница. Повеќе се работи за инженерски грешки, за градежни грешки. Не е дека тоа се прави со намера или дека се прави на начин да се оштети буџетот. Едноставно имало лошо планирање, кое што лошо планирање после тоа не доведе до ситуација да е 11,5 години не е завршен проектот. И генерално мислам дека за вакви проекти треба и јавноста да е повнимателна, од причина што треба да ги завршуваме, а не да ги стопираме. Ние можеме утре да го стопираме, да покренеме кривични постапки и пак нема да има автопат. Така што треба да завршуваме проективе и секако да информираме јавноста што се правило. Така е. На тема туризам, во ноември ќе речете, туризмот е една од главните приоритети на владата. За сега земјата користи само 10% од можностите за развој на туризмот. Како ќе го промениме ова и кога? Па туризмот, мислам дека со ова што го направивме со авиолиниите, навистина бум доживува. 21 нова дестинација, никој во регионот нема, држава нема видено. Самиот факт што Скопскиот аеродром помина 3 милиони патници прв пат во историја на државата, и самиот факт што е аеродром со најголем, што ќе биде аеродром со најголем раст во следната 2026 година во цела бивша Југославија, мислам дека многу говори за тоа што го направивме. Сега тука треба работиме и на дополнителната инфраструктура. Едно е ова што зборувавме за автопативе,
Второ е ова што го спомнавте за градски воз, кој што дефинитивно ќе помогне во комуникацијата. Тоа е еден среднорочен проект кој што го започнавме исто оваа година. Брзата пруга секако ќе помогне многу и на врвото тоа се сместувачките капацитети. Хотелите. Да, еве чисто вака јавноста да има слика. Нашиот најголем туристички центар може во моментов да понуди не повеќе од 5000 легла, тоа е вкупно од најобично приватно сместување во нечија куќа до хотел, што е далеко до нашто сакаме да го видиме. Има сега тука бројни реакции од одредени невладини организации кои што се занимаваат со екологија, дека не треба да се развива градот во шатори, дека веројатно треба туристите да ги сместуваме и така натака. Но таа е фактичката ситуација. Последните големи хотели во Македонија се градени некаде во 80-тите години и од тогаш скоро и да нема ништо. Дел од нив се напуштени, дел од нив се затворени. Скопје е нешто подобра ситуација, но далеко тоа што ни треба. Сепак конкретни и јас кажав дека сакаме да дадеме олеснување во делот на изградба на хотели. И се надам дека тоа јавноста ќе го прифати, затоа што ние не можеме да очекуваме се развива туризам без никаква понуда. Еве, ќе се обидеме во 2026 година, па да видиме како ќе реагира јавноста. Ги споминавте авиолиниите најбрзо растечки дека во 2026 ќе биде, што значи во бројки, во финансии, во новите авиолинии, што донесо во пари како би два аеродроми заедно годинава ќе се 3,5 милиони евра. Добра. По 10 евра секој патник да остава во држава, оставаат нели многу повеќе се 35 милиони евра плюс приход за државата. Така што тоа е еден голем систем кој што носи средства, носи приходи. Систем кој што поминува покрај нас, дел го забележува, дел не го забележува од јавноста, но е нешто што треба и дополнително да се развива. Ние почнуваме веќе со почетокот на новата година реконструкција на Охридскиот аеродром. Тој не е чепнат буквално од како е изграден во 70-тите години. Еве, за куриозитет за јавноста, претпоставам никој не знае дека доскоро беше дивоградба. Немаше никаква документација за него. Ние во овие година дена со тимот во Министерството за транспорт работевме да го впишеме и да го легализираме, како и можеле сега да го доградуваме, надградуваме и реконструираме. Иначе беше правно невозможно. За прв пат е впишан, така да кажа, сега беше класична дивоградба беше претходно. Значи никаква документација немаше. Нема друг збор освен дивоградба, сега знам дека тешко звучи, но кога се градел, така невнимателно се работело и не беше впишан. Така што таа е фактичката ситуација, но ќе правиме таму реконструкција со надградба и со доградба и ќе добие комплетно нов лик аеродромот, што ќе значи да може да привлече повеќе патници. Тоа е од една страна, од друга страна во однос на поврзувањето со Скопскиот аеродром работиме. Добро е хотел да се изгради околу Скопскиот аеродром за оние кои што пократко доаѓаат. И во делот на брзата пруга на коридорот 10, дел од проектот е испојување на новата железничка станица во Скопје со аеродромот. И Скопскиот аеродром ќе е еден од ретките во регионот кој што има железничко поврзување од центарот на главниот град до аеродромот, нешто што можеме да го видиме на поголемите европски аеродроми, што дополнително ќе донесе патници и ќе олесни за протокот на патници. На тема коридорот 8, го споменавте 10, коридорот 8 беше нешто кое што беше тешка битка, бидејќи зависеше на некој начин од бугарски потпис, меѓутоа покажавте и докажавте дека политиката нема врска со економска соработка, со она кога се размислува долгорочно за доброто на граѓаните. Што е ново во перспектива на тема оваа пруга? Таму сега пред неколку дена во собранието помина договорот, се ратификуваше. Од наша страна врските се завршени, сега треба Бугарија да ги заврши. Знаете дека имаат повторно политичка криза, дека за жал падна владата таму и дека во тој контекст треба да најдат термин кога ќе работи Народното собрание, како би можеле да го ратификуваат. Се надевам дека тоа ќе се случи во тек на месец јануари и дека ќе се заврши таа работа. Но без разлика на тоа, веќе интензивно работат железничките инфраструктурни предпријатија од двете страни. На 15 и 16 декември имаше средба во Софија, каде што се договорија следните чекори, следната треба да е во Скопје.
треба да се формира комитет заеднички од двете страни на паритетна основа, кој што целосно треба да изработи документацијата за тунелот, која што најверојатно ќе е онаа која што ние имаме како проект, ќе се користи од Македонски железници инфраструктура и имаме ветување од Европска унија дека ќе имаме грант целосен за изградба на тунелот. На тоа остануваат обврски на двете страни. Наша обврска е да ја доизградиме фаза 2, која што оди од Белјаковца до Крива Паланка, затоа што Куманово Белјаковца ја пуштивме во јануари месец оваа година. Понатака останува третата фаза, за која што се надевам тендерот да излезе до февруари месец, која што би одела од Крива Паланка до овој меѓуграничен тунел, додека од бугарска страна веќе заврши тендерската постапка, избра изведувач за делот кој што оди од Ѓуешево до тунелот и за реконструкција на делот кој што е Софија Радомир Перник. Сега треба да изнајдат средства за делот кој што оди од Перник преку Ќустендил до Ѓуешево. На наша страна инвестицијата ќе е некаде околу 810 милиони евра, на бугарска страна ќе е околу 1.200 милиони евра, што значи дека зборуваме за над 2 милиарди евра инвестиција на двете страни за да се поврзат Скопје и Софија со железница. Споменавте во одговорот на првото прашање дека изминатава година или годинава што завршува практично и обележа и успеси на надворешно политички план. Што точно е за вас успех на државата на оваа тема? Мислам успех број 1 е тоа што е поврзано со претходната тема. Успеавме прв пат после децении газење да покажеме дека може да се чува македонското национално достоинство, дека може да се бориме за нашите интереси без да треба да, како што беше популарно во минатото, виткаме кичма пред било кого и да пред било кого се поклонуваме. Напротив, мислам дека покажавме како се бранат македонските национални интереси и тоа е нешто на што сум навистина горд. Гледам дека и народот го чувствува, затоа што после долго време покажавме дека може и друга политика да се води, а не само политика на попуштање. Така е. За волја на вистината, вие сте еден од функционерите во извршната власт, втор човек во владата, за кого опозицијата нема редовни критики. Ако може оваа формулација вака да се каже, значи најмалку ве таргетираат во однос на тоа што вие правите. Но и ве генерално како втор човек, повторно ве прашувам во владата, како реагирате на оние разни критики на опозицијата дека владините политики се декларативни, не се суштински спроведени и така натаму и така натаму? Во однос на личните критики, претпоставувам дека им е страв дека на секоја критика одговорот ќе е жесток, затоа што ништо не направија во областите и секторите кои што ги покривам во годините додека беа на власт. И мислам дека тоа е причината, не е дека ние нешто се милуваме помеѓу себе, напротив, знаете дека во опозиција јас бев еден од најжестоките кои што ја напаѓаше тогашната власт и стојам позади секој збор што сум го кажал во опозиција и мислам дека е добро што се направи оваа промена, не затоа што ние дојавме на власт, туку затоа што таа гарнитура мораше да си оди. Во однос на она што го прават сега е на тотална безидејност, е неизгубеност, агресија. Знаете, генерално агресивни се луѓе кои што се слаби, луѓе кои што немаат самодоверба, луѓе кои што немаат ништо позади себе и тие се тие кои што се најагресивни, најмногу викаат, најмногу досаѓаат. Генерално за опозиција. Слично е исти, во исти коша тука и ДУИ, и Левица и СДСМ. Така што таква една слика имаме сега, значи ова што премиерот убаво го нарекува талок на општеството, е гласен скока вика, ама викањето и скокањето е до првиот аргумент. Кога ќе добијат првиот аргумент од наша страна и тоа застанува се. Така да малце се како народна надршта ме те отепав. Отприлика така изгледаат во моментов, но тоа е нивни проблем, нека си го решаваат натре. Која е одлуката што до сега најтешко сте ја донеле како вице-премиер и зошто? Тоа е и филозофско прашање. Па да, малку да. Да ве натираме да излезете од инфраструктурната размислување. Може сите одлуки да кажеме дека се тешки, но во суштина, пак се враќам на почетоков на нашиот разговор, ние овде сме избрани доброволно, никој нас со сила не ставил овдека, и никој не тера со сила да останеме овдека. Секој од нас доброволно дошол и може кога сака доброволно да си замине.
Така што одлуките се тие, тоа е соочување со работата, соочување со проблемите, соочување со државата. Ја сум целосно свесен која е Македонија, каква е Македонија, кои се можностите или кои не се можностите. За жал, мали сме по територија, мали сме по народ, немаме излез на море, немаме некои големи природни богатства, па да е тоа некој ветар во едра да можете многу процеси побрзо да ги завршувате. Дополнително на тоа девастирано со децении наназад, но апсолутно свесен влегов во оваа работа, иначе јас би сакал не една, ако можам 5 брзи пруги да изградам во Македонија, па не само Куманово, Скопје, Велес, Неготино, Гевгелија, туку да врзиме и зашто не Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, или по другата линија се спуштиме од Куманово, Штип, Струмица. Ама тоа е, толку се средствата. Да треба да се реален. Толку се можностите. Така што не ги гледам на тој начин работите, ги гледам на начин дека таа е состојбата, тие се фактите, што може да направиме, ќе направиме, што не може фере да се каже, да не се лаже јавноста и да нема злоупотреби, да нема криминал. Мислам дека ако честно се кажуваат работите во јавност, ако не се лаже и ако при тоа нема корупција, ќе сватат граѓаните на крај на ден, па и после нас ќе дојдат други, тие се надевам нешто ќе направат. Нити можеме сите проблеми да ги решиме, нити мислам дека е фер било кој да очекува таква работа од нас, така што гледам поскромно да ги терам работите и да не се жалам во принцип. Не мислам дека во служба на граѓаните едноставно не мислам дека е добра карактеристика да сега јас се жалам, да кажам колку е тешко. Не е тоа начин. Имам уште време за две прашања. Знам дека е нетипично, ама така функционирам. Но во риете и тоа е и за почит. Сепак на крајот на денот никому не треба да му е грижа за вашиот приватен живот или за тоа дали и колку ви е тешко или не. Треба да се гледаат резултатите и да се биде искрен или во мера во која што се може. Две прашања уште, вице-премиер, едното повторно е филозофско на некој начин. Реконструкција на владата за вас е, бидејќи јавноста го доживува во најголем процент како нешто што еве неуспех на владата, па сега се реконструира. Дали тоа треба така да се гледа или напротив треба да се гледа како таргетирање на одредени добри, па и слаби страни и потоа работа на корекција? Во принцип, строго верувам во хиерархија, во ред и во дисциплина. И мислам дека тоа е тајна за успех и на личност и на организација. Може вие сте најдобар на светот, ако не знаете да поштувате ред и дисциплина, нема да успеете. И има области кај што нема ред, дисциплина и хиерархија, може да сте уметник, да се изразите на тој начин и да на тој начин функционирате, но доколку сакате да функционирате во организирани системи, тоаш мора да има хиерархија, ред и дисциплина. Зошто го кажувам ова? Затоа што како владата функционира и што е за владата добро, одлучува премиерот. Така е поставен системот. Тој е тој кој што го состави овој тим и тој е тој кој што треба да каже дали е задоволен од овој тим, не е задоволен од овој тим или треба да се подобри тимот и кој на која позиција фудбалски кажано ќе игра. Така што како тој ќе ја постави работата, така мислам дека треба сите да ја испочитуваме. Дава резултати, ние имаме историски најголеми победи како политичка партија и на претседателските избори минатата година, и на парламентарните избори минатата година, и на локалните избори оваа година. Победи кои што биле незамисливи во минатото за било која политичка структура. Тоа значи дека партијата се води добро, владата се води добро и премиерот е тој кој што треба во однос на ова прашање да го каже конечниот став и секако сите да го поддржиме. Со каква порака влегувате? Се ова може да е толкувано од опозицијата, диктатура и така натака. Не, најголемите светски корпорации функционираат затоа што има строга хиерархија. Државите кои што направиле најголем успех, направиле со лидери кои што имале строга хиерархија. Едноставно така функционира светов и така функционира работава и затоа мислам дека е есенцијално, дека е најважно да имаме во државата ред, дисциплина и хиерархија. Ако функционира како едно семејство, да замислиме државата, тоа е апсолутно вака треба да е поставено. За крај, вице-премиере, со каква порака влегувате кон граѓаните во новава година?
од аспект на тоа што вие како министер за транспорт и не трпите критики, односно јавноста нема забелешки за вашиот начин на работа, генерално тука морам да бидам објективна и искрена, меѓутоа очекуваат, например, не знам, очекуваат кривична одговорност за минати криминали, скандали пред да се промени власта и така натаму. Која е вашата порака со која влегувате во 2026 како министер за транспорт прво, а потоа како вице-премиер? Многу е значено ова прашање. Пак се вратам на опозиционите денови. Ние извадивме бројни корупцијски скандали и мислам дека обвинителството само да ги земе нашите пресконференции, третина од тоа што сме кажале да е точно, имаат работа за следните 10 години. А мислам дека и повеќе од третина е точно, дека ние не излегувавме без да сме 100% или во голем процент сигурни дека она што го кажуваме е вистина. Добро е што конечно ќе има промена во обвинителството. Имаш објективни причини, трагедијата во Кочани и така натака, поради која што се одложи таа процедура, но сега се завршува, веќе има ВД јавен обвинител и веќе има транспарентен оглас за пријавување на интерес за нов јавен обвинител, кој што се надевам со многу поголема енергија ќе влезе во целата оваа работа. Тоа е од една страна. Од друга страна, ако нешто не сум задоволен во државата, тоа е како функционира обвинителството и судството. И го кажував тоа во опозиција, стојам позади тоа. Излезете надвор од Скопје, трите најубави куќи се на судија, обвинител и цариник. И тоа вака покажува многу за состојбата на државата. Царината се среди. Оваа година имаме 100 милиони евра плюс приход во царина. Тоа значи дека тие 100 милиони се краделе и исчезнувале. Сега треба да се среди судството и обвинителството. Онаму каде што како влада имаме целосна одговорност, тоа е царина, гледате како се среди работите. Судството и обвинителството, нели, заради оваа поделбава на властите, која што е добра, но има и секако своји мани, не можеме ние, нели, целосно да влијаеме, па мора тоа да е странично, па мора тоа да е, нели, со сугестии, но се надевам дека конечно ќе се освестат луѓето кои што работат таму, дека на крај и нивните семејства живеат овдека, и нивните деца живеат овдека, и нивните роднини живеат овдека, и тоа што не функционира системот, не функционира за никого. Еден пример да ви кажам. При крај сме со изградба на Вештачко езеро во близина на Гевгелија, Брана Коњска. Не при крај, завршена е. Добро. Завршена е повеќе од 8 месеци. Што значи дека ние пред 8 месеци можевме да почнеме да ја полниме. Така. И некаде околу година и пол се полни за некаде веќе почетокот на 27 година да го отвориме езерото, кое што многу значи и за земјоделието во целиот јужен регион, но и за развој на туризмот. Заради една одлука која што ја чекаме од Гевгелискиот суд по прашање на експроприација, ние достигме 8 месеци. Било каква да е одлуката. Значи, нас не треба само одлука. Може да е во корист на странката, може да е во корист на државата. Во 8 месеци судот не ја решава работава. Се надевам ќе го гледат интервју, еден апел да ги замолам. Никој не сугерира како да го решат. Дај нека го решат предметот. Во управен суд, во виш управен суд, имате предмети кои што стојат од 2021, 2022, 2023, еве 2026 доаѓа. Тоа се човечки судбини. Тоа се луѓе кои што чекаат да им бидат решени животите преку предмети кои што се главно од граѓански карактер. И кои не би требало да се проблем реално. Точно. Нас целиот фокус ни е на кривичниот суд, кај што има, нели, високо профилирана корупција, но реалните животни проблеми се овдека и луѓето не може да се ги решат заради едноставни судски процеси. Бракоразводна парница трае година до година и пол. Катастрофа, тоа се стресови за семејства, за деца, за роднини и така натака. Значи, во една катастрофална состојба е судството, а со него и обвинителството. И ова што го кажувам, нити од плата зависи, нити од ресурси зависи. Гледам високи вака филозофии се терат. Бракоразводна парница завршите или имотно правен проблем да завршите. Никакви ресурси таму не ви треба, треба само да седнете малце да поработите. Сако јас можам 16 часа работам, 6 дена во неделата и 7-миот пак да работам, мислам дека можете бар по 8 да работат, затоа што ние генералниот проблем од држава е дека 8 работни часа не се работат, дека просек кога извадите 3 до 4 часа се работат. Со 3 до 4 часа ова е резултатот и наистина сум револтиран на оваа тема
и граѓаните се во право што очекуваат овие работи да се решат. Да, веројатно и тоа ќе се случи 2026, се конечно надевам. да ја доживееме промената, од ако остана да ви е закочен предмет на министерството, да му е закочен, тогаш што остана за другите луѓе она што го велите и во најграѓански постапки. Јас ви посакувам среќа, мир и спокој во 2026 на приватен и на професионален план. Благодарам прво на честа и на можноста, ова ми е последно интервју годинава и навистина ми е драго што е во Алфа и кај вас, и да ги поздравам сите што не гледаат убави празници и да им е поубава 2026 година, и сум убеден дека ќе е поубава 2026 година. И благодарам уште еднаш. Благодарам.